Почитуван подпредседател, почитувана представничке на влада, медиуми во Република Македонија, колешки, колеги, пратеници, многу почитувана македонска јавност, на пленарна седница денес предлог на закон за Академија на судии и јавни обвинители, по скратена постапка. На Комисијата за европски прашања зборувавме за ова предлог законско решение, дискутиравме, дебатиравме и еве не сега на пленарна седница. За почетокот само две вести кои што се поврзани со она што значи функционирање или нефункционирање на правосудството во Република Македонија. Радевска, Стефкова и Герасимовски поднесоа оставки од Судскиот совет, каде што се вели дека оставките се депонирани во архивата на Судскиот совет, а причините засега се непознати. Датумот е 6 јуни и вториот со исти датум Селим Адеми и Ханиф Зендели од Судскиот совет признале дека се поврзани со апелациониот судија Енвер Беџети, предложен за разрешување поради чување на предметот за прислушкувањето, значи со зборови од типот на војна во Судскиот совет. Зошто на самиот почеток ги спомнав овие работи кои што се од вчера, со вчерашен датум? Затоа што во еден мој пасус од излагањето на Комисијата за европски прашања кажав дека не постои ден во Република Македонија да немаме некој скандал поврзан со она што значи функционирање на правосудниот систем во Република Македонија. Еден од основните фундаменти, постулати на секоја нормална, цивилизирана, демократска држава е функционирање на правосудниот систем и не случајно за сите оние држави земји кои што се аспиранти за членство во Европската Унија, постои поглавје 23, кое што е едно од фундаментите, едно од носачите на она што значи систем и функционирање на правосудство. Во овој сегмент, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ во изминатите 6 години постигна убедливо најлоши резултати. Она што значи недоверба кај граѓаните на Република Македонија од 97%, значи довербата е сведена на статистичка грешка од 2 до 3%. Дозволете ми уште еднаш да направам антиципирање на иднината и да кажам дека не е толку довербата. Довербата е уште помала и се сведува на незабележителен 1%, затоа што и тие што се внатре, што останаа во правосудниот систем, честните, поштените, знаејќи на кој начин функционира самиот систем, веќе немаа доверба во истиот. Првиот дел од предлог законското решение гласи: донесувањето на законот за Академија за судии и јавни обвинители произлегува од потребата за реформа во судството, зацртана во стратегијата за реформа на правосудниот сектор. Стратегиската цел на Република Македонија за членство во Европската Унија и потребата за остварување на превземените обврски за спроведување на ефикасни и континуирани реформи во судството базирани на европски стандарди. Во првиот дел, во првата реченица 3 пати се спомнува зборот реформи во правосудниот систем. Какви се тоа реформи, почитувани колешки и колеги? Мојот одговор е никакви. Затоа што на некој му одговара оваа состојба. Согласно Уставот на Република Македонија, судската власт представува гарант на владењето на правото и на заштитата на основните права и слободи на човекот и на граѓанинот како темелни вредности на нашиот уставен поредок. А Академијата е единствената влезна точка за да се стане судија или обвинител. Но како е во стварноста? Стварноста во Република Македонија во делот на правото, правдата, правосудниот систем е следна. Функционира систем наречен јас, тате, бате, тетка, стрина, вујко. Со еден збор, семејно партиско судство во кое што имаме две цели.
мора две цели да бидат исполнети. Тоа е првата, да се заштити криминалот и корупцијата на власта, и второ, да се обезбеди чувство на семоќ, на семоќност и бегање од лицето на правдата, недопирливост. Тоа се две суштински работи кои што се постигнуваат со овој начин на функционирање или нефункционирање на правосудниот систем. Реков дека не постои дена да немаме скандал. Примерот со судскиот совет, каде има избори, оставки на дневна основа, не се почитуваат ниту основните демократски правила. Оставката на Павлина Црвенковска, ненајавена, ненадејна поради така наречена медиумска хајка, инспирирана од судско бизнис групации. Во овој случај се спомнува и листа, донесена на состанок на кој што има имиња и презимиња на можни кандидати поврзани со Академијата на судии и јавни обвинители. Потоа доаѓа Весна Дамова, директно од Социјалдемократскиот сојуз. Без ниту еден, апсолутно еден ден искуство како судија. За да неколку месеци подоцна истата е разрешена надвор од сите демократски процедури спротивно на Устав и законите. Не е на одмет да се спомне и случајот со господинот Ислам Абази. Американската амбасадорка, збунета од самиот избор, начинот на избор, даде изјава во која што вели дека се потрошени милионски суми на долари. Вемова милионски суми на долари кои што се пари на даночните обврзници на Соединетите Американски држави, на граѓаните на Соединетите Американски држави. Еден ден граѓаните бараат отчет и амбасадорката комплетно во право вели дека нешто не е во ред со функционирањето на правосудниот систем. На иста линија со неа холандскиот амбасадор, кој што рече дека состојбата во правосудниот систем треба да представува централно прашање како еден од столбовите, како еден од фундаментите. Меѓутоа, после сите скандали поврзани со судскиот совет, изрази даде видување дека тоа е болно за гледање. Ситуацијата е многу сериозна и повлече потек. Прекина донации кои што се поврзани со работата на проекти, поврзани со сето она што значи судски совет, функционирање на правосудниот систем во Република Македонија. Што да очекуваме на самиот крај? Ништо позитивно, почитувани колешки и колеги, за тоа што самата власт во Република Македонија е извор на криминал и коруптивни сделки. Нема процесуирање низ институциите, нема почеток, а со самото тоа што нема почеток, нема ни завршница. Никој не одговара за криминалот. Од друга страна, невини лица лежат по затвори, партиски неистомисленици постојано се предмет на прогон и се креираат предмети против нив. Што ќе се случи со самата академија? Ќе се случи следното. Ќе се овозможи прием на лица кои што ќе немаат апсолутно допирна точка со правдата, независноста и самостојноста. Единствено што ќе прават е да ги извршуваат партиските налози кои што доаѓаат од врхушката на партиите на власт, од единствена причина што тие се избрани на позиции суди и јавни обвинители со аманет од врхушката која што денес ја води Република Македонија. Ви благодарам. Има збор Грација Бакрачева.